своите права, да ги ограничуваат правата на другите, бидејќи ќе се создаде анархична ситуација. Токму затоа треба да се определи на кои места може да се протестира. Но за да не се отиде во друга екстремност, па на некого да му текне дека најдобро е протестите и демонстрациите да се одржуваат на хиподромот или кај езерото Треска, може би на врвот на некоја планина. Најдобро би било демонстрациите, протестите и останатите форми на јавни собири да може да се одржуваат на плоштадите, пред парламентот, владата, министерствата и останатите институции како персонификација на власта. Се разбере и на авто и магистралните патишта. Но во секоја од овие ситуации да се дозволи сообраќајниот крвоток да продолжи со бајпас, за да не се случи некој, не дај Боже, да умре на раце, чекајќи друг да си го оствари своето право на протест. Конечно, запишено е дека сите се еднакви пред уставот и законите. Што е со правото на оние кои, правото на слободно движење на оние кои не сакаат или не можат да бидат дел од протестите? Нели е она што се случуваше со ваквото блокирање на градот, нели сметаш дека е погрешно насочување на бесот, да кажеме, наместо граѓаните да бидат оние кои што ќе ги разберат и ќе имаат симпатии кон тие кои што протестираат, напротив, значи се агресивни, лути, изнервирани? Ете, ја мислам дека ние комплетно живееме во една матрица која што е однапред подготвена и од таа матрица многу тешко се излегува, затоа што комплетно јавното мислење го моделираат одредени групации и структури на моќ кои што не дозволуваат да се испадне од тоа јавно мислење. Така што во Скопје има една многу специфична ситуација. Состојбата е не алармантна, туку е дојден нож до коска. Затоа што работите, барем според моје убедување, одат во многу погрешна насока. Она што треба да се прави на тие протести е да се внимава на проблемите, односно на возила со предимство на минување. Меѓутоа, секако дека по мои пресметки, односно по тоа што јас го гледам, дека учесниците калкулираат на тоа дека со закрачувањето на сообраќајот ќе го предизвикаат јавното мислење да излезе од таа матрица. Зашто, погледajte, во Македонија и во Скопје различна ситуацијата по повод и финансиските можности и стандардот и се останато. Во Скопје има одреден сталеж на луѓе кои што немаат проблеми со се што се случува поврзано со власта. Тука се обврзани во одредени концентрични кругови околу власта, дали се директно инволвирани со партијата што е на власт или имаат индиректни бенефиции и на нив им одговара се што се случува. Така што ми се чини дека потребни се радикални настапи кои што секако не вклучуваат да некој умре на протестите или да не може да помине брза помош или не знам што, но исто така е потребно во ваквите прилози да се има една коректност и да се знае дека владеачката гарнитура секој пат кога се соочувала со протестите, па ако сакате 97 година, затоа што беше спомената, веднаш се јавуваат невладини организации, се јавуваат одредени шефови во полиција, се јавуваат пожарникари, се јавуваат лекари кои што се на страна на гарнитурата на власт, бидејќи ги постава на позиции. Така што мислам дека мора да се најде една средна вредност за да се разберат тие што протестираат и да се разберат намерите. Искуството во Сител, значи работејќи во информативниот дел на Сител, покажа дека не е спорно дека оние што протестираат ги пропуштаат возилата на брза помош или останатите приоритетни возила, но спорното е како да се стигне до барикадите, бидејќи целиот град е блокиран. Значи, сообраќајниот метеж низ целиот град. Треба да биде блокиран. Треба целиот град да знае што се случува. Затоа што ако вие ги ставите те што протестираат таму кај Треска, вие ги изолирате од јавното мислење. И како што ви кажав, матрицата функционира. Навечер ќе ви избришат од вести или ќе ве представат, вие сте член на ВМРО ДПМН, ќе ве исклукаат и едноставно се дезавуира целата намера. Така што, бидејќи состојбата е драматична и не знам кој по-тежок збор да употребам, мора да се применат соодветни мерки, за да се подигне свеста на јавното мислење, па макар и низ негативна конотација да сватат што се случува, дека некој протестира, да дознаат дека некој протестира. Имаше јавно мислење, матрица, концентрични кругови, ова
Сега не знам дали на нова позиција ќе си имаш време да читаш такви кримичи и она. Ако сака да ја разбудите јавноста, земете стајате утре во Скопскиот водот, 20 души ќе умрат и ќе алармирате. Ма не така кажува се. Не се смеи, така кажува се. Не да разберат погрешно. Смешно, Алан Форд. Посмешно, Амин, посмешно. Сега како кажеш? Ај, објасни ми, го немаш тоа чувство здравје, Боже, младци и паметници го имаш тоа. Објасни ми како троодишно девојче да реагира кога татко е претепан на брга, затоа што сакал да помине, него пушти. Господин Ракич, не дозволиче, ама те вие слушаш, имате те слушаш